Добро вечер. 20 часот време за нов блок информации на К1. Дневните актуелности од регионот Македонија и светот ги донесуваме веднаш по кратките најави. Гледајте не. На местото на руинираната спортска сала Партизан во Неготино ќе никне нов спортски комплекс. Заклетва дадоа доброволните војници од 29-та генерација. 3 месеци ќе служат воен рок во Велешката касарна. Општина Велес ја продлабочува соработката со турските општини Бига и Карабига. На местото на руинираната спортска сала Партизан во Неготино ќе никне нов објект. Неготинскиот градоначалник Ванчо Апостолов денеска информираше дека општината веќе ја започна тендерската поставка. По повеќе од 2 децении на местото на руинираната спортска сала Партизан во општина Неготино ќе никне нов комплексен објект. Имено старата спортска сала ќе прерасне во современ центар кој ќе биде од општи интерес за сите граѓани. Ова е голем капитален проект на општина Неготино за кој од денеска и официјално започна тендерската постапка. Градоначалникот Апостолов ги повика сите правни и физички лица да се пријават и да аплицираат. Општина Неготино веќе ја распиша тендерската постапка за старата руинирана сала ДТВ Партизан во Неготино и сметам дека од денес па 30 дена во следниот период сите потенцијални инвеститори, сите физички и правни лица имаат право да аплицираат за изградба на еден многу убав објект во центарот на градот. Објектот ќе биде со површина од 1260 метри квадратни, односно приземје плюс 4 ката. Од нив 50% се за деловен простор, а останатиот дел е за стамбен простор. 4 ката, некаде 50% се за деловен простор, додека останатиот дел е за стамбен простор. И сметам дека со рушење на тој објект, додека со изградба на новиот објект, Неготино ќе добие една сосема поинаква слика, односно тоа ќе биде најубавиот објект во центарот на градот. Ние сме многу задоволни што еве конечно дојде денот кога после неколку децении се руши тој објект и Неготино значи го чека една поинаква перспектива. Поради атрактивноста на местото, градоначалникот смета дека на тендерот би требало да се пријават голем број потенцијални инвеститори. Тројца мажи и 5 припаднички на понижниот пол доброволно ќе служат воен рок во наредните 3 месеци во Велешката касарна. Ова е 29-та генерација војници која ќе ги извршува обврските и должностите како бранители на татковината. 68 нови војници, од кои 5 припаднички на понижниот пол, доброволно ќе служат воен рок во наредните 3 месеци во Велешката касарна. 29-та генерација војници се заколна дека ќе ги извршува обврските и должностите како бранители на татковината. Очекувањата на војниците се обуката да им помогне да стекнат вештини и знаења кои ќе им помогнат да го остварат сонот и да станат дел од професионалните војници на армијата на Република Македонија. Се пријавив затоа што уште како мал имав желба да станам војник, затоа што се восхитував на редот и дисциплината која владее во армијата и затоа сакам и понатаму да продолжам и да се ангажирам професионално во редовите на армијата на Република Македонија. Се пријавив на обуката поради желбата што ја имам од мала да бидам во униформа. Имам и денес мојата желба се исполни, еве застанав како војник.
По завршувањето на факултетот планирам да се запослам во армијата на Република Македонија и да бидам дел од неа. Со совесно и дисциплинирано однесување војниците ќе придонесат во градење цврсти меѓучовечки и меѓуетнички односи. Посебно сме горди што даваме голем придонес во созревањето на младите генерации, истакна подполковникот Абдиу Газмент. На свечен и достоинствен начин се заколнавте дека лојално, пожртвувано и доследно ќе ги извршувате обврските и должностите како бранители на слободата и независноста на својата татковина. Да се биде војник за еден млад човек значи уште еден доказ за неговата зрелост и голем предизвик. Предизвикот е она што ве очекува во наредните 3 месеци во совладувањето на планираните содржини на обуката. Старешините и персоналот од Центарот за индивидуална обука ќе ви го пренесат своето знаење и интелект за успешно да го завршите воениот рок, им порача на војниците заменик министерот за одбрана Беки Максути. Во периодот на обука што престои пред вас, искусните инструктори од Центарот за индивидуална обука во рамките на командата за обука и доктрини ќе ви пренесат дел од војничките искуства, како и од тајните на воената вештина. Тие ќе ви помагат полесно да ја остварите вашата војничка мисија, а воената професија ќе ја направат да стане поблиска до вас. Самиот избор на доброволно служење на војниот рок ви ја отвара можноста да продолжите со надградба на воената професија во професионалниот состав на армијата на Република Македонија. По завршувањето на доброволното служење на воениот рок, сите војници ќе бидат база за понатамошен избор на кандидати за идни професионални војници во редовите на армијата на Република Македонија. Намален е бројот на потпишани договори на винариите со лозарите за откуп на грозјето од годинешната реколта. Ова беше кажано на денешната седница на Советот на општина Кавадарци, на кој советниците гласа и дискутираа на 22 точки од дневниот ред. Намален е бројот на потпишани договори на винариите со лозарите за откуп на грозјето од овогодинешната реколта. Ова беше кажано на денешната седница на Советот на општина Кавадарци, на кој советниците гласаа и дискутираа на 22 точки од дневниот ред. Советничката од Кром Божанка Минова поднесе иницијатива за застапување на лозарите од страна на градоначалникот за решавање на проблемот за помалиот број потпишани договори за откуп на грозје за овогодинешната реколта. Намален е бројот на потпишани договори. Информацијата од земјоделците лозари е дека намалено е планирањето за откуп на грозје, што би можело за овој период да ни создаде сериозни проблеми во градот. Ова го иницирам од аспект на да му помогнеме на земјоделците лозари. Советот го задолжи градоначалникот на општината да изврши застапување за решавање на проблемот со неисклучување на договори за откуп на винското грозје за престојната реколта кај винариите од општините Кавадарци и Неготино и во Министерството за земјоделие, односно Државниот инспекторат за земјоделство, со оглед на тоа дека постои страв дека поради неисклучување на вакви договори од страна на винариите ќе се откупи помалку грозје оваа година во споредба со минатата. За резултат од своето застапување, градоначалникот ќе треба да го извести Советот на наредната седница. Предлагам заклучок да се задолжи градоначалникот заедно со двајца советници кои што во наредниот период ќе направат обиколка на сите винарски визби во регионот и пошироко, за да добијат изворна информација за тоа докаде се и какви се политиките за откуп за наредната година, имајќи во предвид дека виното оди со добра продажба, а имаме најави за ограничено или никакво или многу мало потпишување на договори за откуп на грозјето. Како што кажа советничката Минова, иницијативата произлегла од голем број на граѓани и земјоделци лозари кои биле загрижени околу пласманот на грозјето од годинешната реколта. Нивната загриженост била поради помалиот број на склучени договори помеѓу лозарите и винариите и сознанието дека се планира откуп на значително помали количини на винско грозје споредено со минатата година.
Градоначалникот на општина Велес Славчо Чадиев им посака топло добре дојде на делегациите од Република Турција, гости на интернационалниот фолклорен фестивал Велес 2016. Првите впечатоци на гостите од Турција се позитивни, особено за организацијата на фестивалот. Градоначалникот на општина Велес Славчо Чадиев беше домаќин на учесниците на 13-тиот интернационален фолклорен фестивал од Република Турција. Тој им посака топло добре дојде, а со градоначалниците на општините Бига и Карабига разговарале за продлабочување на соработката освен на културно ниво, истата да прерасне во соработка на луѓето од бизнис секторот. Веќе полека, но сигурно да се покачува стандардите, појавување интерес околу она што е најкарактеристично и во секоја држава и во секој град, тоа е економијата. Првичните впечатоци од турската делегација се позитивни, особено за организацијата на фестивалот. 2 yıl önce başlayan Големото воодушевување на вчерашниот настан, односно на фолклорниот фестивал кој што го видовме, ни се роди желба и кај нас да го направиме истиот. Со гордост можам да изјавам дека до година интернационален фолклорен фестивал, ист како во Велес, ќе се организира и во општина Бига со голема поддршка од организацијски аспект на општина Велес. bizi davet ettikleri için burada ağırladıkları Општина Карабига е соседна општина на Бига. Тие ја следат ситуацијата на збратимените Бига и Велес, како соседи, се горди на целокупната соработка. Се надевам ако можеме да помогнеме и ние како општина во економската соработка на овие два збратимени града би биле многу горди. Велес и Бига се збратимија пред 2 години. Локалните власти се надеваат дека соработката ќе продолжи и ќе се продлабочи во иднина. Најчести жртви во сообраќајни несреќи се граѓаните од трето доба. Од Министерството за внатрешни работи апелираат за поголемо внимание на поставената сообраќајна сигнализација, без разлика дали оваа категорија на граѓани е во улога на пешаци или возачи. Граѓаните од трето доба се најчестите жртви во сообраќајот. Потребно е поголемо внимание на оваа категорија учесници, пред се во однос на континуираното едуцирање и сообраќајните правила, а со тоа и избегнување на сообраќајните незгоди во кои се почесто жртви се пензионерите. Повразрасните лица се учесници во сообраќајот во сите категории препознатливи во сообраќајот. Најчесто се во својство на пешаци, велосипедисти, но ги има и како возачи на моторни возила. А согласно категоризацијата во која учествуваат во сообраќајот, ценам дека истите се многу одговорни, дури и поодговорни, кога се во својство на возачи. 3 години е важноста на возачката дозвола за лица постари од 65 години, а истата се продолжува на секои 3 години во зависност од здравствената состојба на возачот. Некои лица сами се пријавуваат и се откажуваат од возачка дозвола повеќето. Не го чинат тоа, али тоа не е некој законски пропуст, бидејќи по автоматизам со истекот на возачката дозвола престанува и нејзиниот рок на важење. Статистиката покажува дека во Република Македонија лицата од трето доба се најголемите жртви во сообраќајот. Затоа од Министерството за внатрешни работи апелираат постарите лица да внимаваат пред се на сообраќајната сигнализација и правила, без разлика дали се во улога на пешаци или возачи. Годишната Ема од Светиниколското село Ерџелија заработи кривична пријава поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело кражба. Имено пријавената се стекнала со противправна имотна корист од 22.660 денари, кои се претпоставува дека ги украла во куќа од Светиниколе, каде живеела како подстанар. Кривична пријава од страна на полициската станица Свети Николе доби 29-годишната Ема од Светиниколското село Ерџелија поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело кражба. Пријавената со намера да се стекне со противправна имотна корист на 27 јуни 2016 од куќа во Свети Николе во која живеела како подстанар, искористувајќи прилика преку незаклучена врата, влегла на спратот во кој како подстанари живееле кинески државјани и искористувајќи го нивното отсуство од собите противправно од џебови од панталони и паричници,
одзела, односно се стекнала со противправна имотна корист од 22.660 денари. Општина Велес и оваа година ја продолжува традицијата со организирање културни настани во текот на цело лето. Според предвидената програма ќе бидат одбележани и годишнини од смртта на најзначајни историски ликови. Општина Велес и оваа година организира културни настани во рамки на проектот Велешко културно лето. Според предвидените активности, на 12 јули ќе се одбележи годишнината од смртта на градителот Андреа Дамјанов. Ден подоцна, со концерт на народна музика и пригодна свеченост, ќе се одбележи 65 години од смртта на Панко Брашнар, пред неговиот споменик. И на 21 ќе имаме два настана, ќе имаме една промоција на книга и ќе имаме концерт на филмска музика во амфитеатарот со квартетот на Пламенка Трајковска. Активностите продолжуваат на 1 август. Како дел од Велешкото културно лето во амфитеатарот на Младинскиот парк ќе биде одржан концерт. %57% повеќе одобренија за градба се издадени во мај годинава во споредба со истиот месец минатата година. Министерот за труд и социјална политика Диме Спасов денеска е во посета на Меѓународниот центар за обука на Меѓународната организација на трудот во Торино, Италија. Вестите од Македонија во продолжение. Според податоците од Државниот завод за статистика, 292 одобренија за градба се издадени во мај годинава, што е за 57% повеќе во однос на мај минатата година. 750 дозволи се издадени за изградба на станови во вкупна корисна површина од 63,183 метри квадратни, од кои најголемиот број од становите се во југоисточниот регион 358, во Скопскиот 258, по кои следат југозападниот со 49, североисточниот со 35, источниот со 19, Полошкиот со 13, Пелагонискиот со 12 и Вардарскиот регион со 6. Според издадените одобренија за градење, предвидената вредност на објектите изнесува 4 милиарди 970 милиони 916 илјади денари, што е за 13% повеќе споредено со мај претходната година. Најмногу одобренија, 110 за градење, се издадени во Скопскиот регион, пошто следат југоисточниот со 51, источниот со 39, Пелагонискиот со 29, југозападниот со 23 и Полошкиот со 20. Од вкупниот број издадени одобренија за градење, 163, односно 55,8% се наменети за објекти од висока градба, 33, односно 11,3% за објекти од ниска градба и 96, односно 32,9% за објекти за реконструкција. Според податоците од Државниот завод за статистика, кај 182 објекта, односно 62,3%, инвеститори се физички лица, а кај 110, односно 37,7% се деловни субјекти. Министерот за труд и социјална политика Диме Спасов денеска е во посета на Меѓународниот центар за обука на Меѓународната организација на трудот во Торино, Италија. За време на посетата Спасов оствари средба со директорот на центарот Јангју Луи и директорот на Меѓународната организација на трудот за Централна и Источна Европа Антонио Грациози. Овој центар представува глобален провајдер кој спроведува обуки и програми за влади, организации, работници и работодавачи во делот на социјалниот диалог, трудова администрација, вработување и развој на вештини и други области. Спасов го информираше домаќинот дека во Република Македонија континуирано се работи на социјален диалог и се спроведуваат бројни мерки за вработување и услуги наменети за поттик вештините на невработените лица. На средбата беше договорена интензивна соработка во наредниот период, што се подразбира организирање на наменски обуки од областа на пазарот на трудот. Во Далас снайперисти убија 5 мина полицајци, а 6 мина се повредени за време на протест поради неодамнешното убиство на двајца афроамериканци. 35 лица загинаа, а 65 се повредени во напад врз шиитското светилиште во ирачкиот град Балат. Ова е светот денеска.
5 полицајци се смртно застрелани, а 6 се повредени кога снайперисти отворија оган кон полицајци во центарот на Далас. Инцидентот се случил за време на протест поради неодамнешното убиство на двајцата афроамериканци, кои го извршиле припадници на полициите во Луизијана и Минесота. Во врска со настанот, 3 лица се уапсени, а четвртиот осомничен, кој бил забаракадиран во гража во градот, се самоубил за време на престрелката со полицијата. Началникот на полицијата, Дейвид Браун, изјави дека најмалку 20 снайперисти отвориле оган кон полициските службеници, со намера да убиет колку што е можно повеќе полицајци. Нападите биле планирани и координирани. Поради инцидентот, американското цивилно воздухопловство ги ограничи летовите на Далас. Ограничувањата не се во сила само за летовите на брзата помош, организирани од локалната полиција. Триесет лица загинаа, 65 се повредени во напад врз шиитското светилиште во ирачкиот град Балат. МИА, пренесувајќи ја информацијата на Sky News Арабија, објавува дека во нападот учествувале тројца бомбаши самоубици. Едниот ја активирал бомбата пред влезот на гробницата Саид Мохамед бин Али Ал Хади, вториот во самата гробница и дека третиот бил убиен. Одговорноста за нападот ја презела Исламска држава. Денес имавме сончево време со мал до умерен ветер. Максималната температура го достигна 33 степен. Метеоролозите и за утре најавуваат слично време. Со оваа информација го завршуваме дневникот. Пријатно.